Скопје ќе гори од смеа. Скопје стендап комеди фестивал од 1 до 4 јуни во салата Фросина во Младинскиот културен центар. 4 дена урнебесна смеа и враќање во нормала со 12 врвни стендап комичари од целиот регион. Влезници по смешна цена на билети.mkc.mk и на благајната на МКЦ. Генерални покровители: Глеј, првата македонска стриминг платформа и градот Скопје. Нормално. Скопје гори од смеа. Конечно. Кога во Врање ќе ги прашате врањанци, јесте ли се пописали, они ќе ви врну попишасмо се. Ете и ние у Македонију се попишасмо. Ние на Македонију се попишасмо. И ск не е у Врање време за плакање, него и у Северну време за плакање. И за кукање, и за Не за ебање. И за викање е време. Пошто не можемо више да издржимо тој Не ебање. Сакам да кажам, власт не прца у здрав мозак, што би рекле Срби. А овие што преко Вучича не хранат и не појат, додека НАТО не брани од нив, и тоа за наши пари, па, мислам, како да ви кажам, да ти рече некој дека сме луди, малку е. Да ти рече дека сме ненормални, ненормални сме уште поодамна. Кога седнавме да си преговараме за име и за идентитет, мислам, од тогаш сме ненормални. Да ти рече некој дека сме давајгази, давајгази сме уште од ептен, па поодамна, од античко време. Па преку 14.000 нели оние ослепени на Самуил, па во Турско, памтите во Турско, тоа исто давајгази имало. Кубурот сме го чувале у Турско, наполнет, спремен. Ама длабоко пикнат во чинтијаните. За не дај Боже. Па до сега кога му го дадовме газот на Зоќе, и на Али да не рендаат 5 години на суво без лубриканти, уствари се, јадам бурек, ни купи, а они лубриканти не, дека не се, не можеш да ги спориш. Така и сега се попишавме, онака, со ешерихија коли у бешика, добро си се измолчавме на народот, на јазикот, на идентитетот, и на бројките, а бројките на пописот како што се договориле, али и Зоќе најверојатно со Амин одгоре. Супер попис, сите попишани, само македонците измолчани. Па така и треба, да не очекувавте по 4 години тиранска платформа, антимакедонска политика, не спомнување на зборот Македонија и македонски, тотално бришење на историјата и побогарчување, да не мислевте да ви се попишат македонци, народе македонски, бе. Не за какви идеи си ти си за жалење, седиш дома, кукаш, а надвор да не му замериш на партискиот шеф додека те уништува, додека те лаже, додека те краде на очи и ти ја уништува и днината. Бре, македонче, и да те навредувам до 1001 пак нема да се освестиш. Ништо не делува на тебе, а посебно ништо не делува на оние малине партии на чело со Павле, кои мисле дека ќе живеат 5 животи. Па и овој ќе го преседиме во квислиншкава влада, биле тоа мажи, како не, маж си кога ќе излезеш, бре, кога ќе грмнеш од гласот, кога ќе удриш со раката на маса, кој ќе отераш све во 300 мајчини и амбасади кој што направи Борис Трајковски на времето, па ја растуриш владата и мислам тоа. А сите ние ќе умреме еден ден, ама прашање што ќе им оставиме на нашите деца. Дали големо ништо или шанса да бидат попишани како македонци? Добро. Намочени од меѓународната и нашите комшии кои нонстоп само си копаат позади нас, да не бутнат еден ден онака случајно. Уште малку и сите ќе дигнеме раце. Кој ќе даде гол во 92 минута ќе се помни со векови, ќе се помни дека имало избори и квислинците платиле за своите злодела. Ни треба Трајковски од коалицијата, кој ќе им ги озбрца на сите и ќе ги растури. Чудна коинциденција. Хероите да се презивале Трајковски. Трајан, не си ти ни далеку со презимето. Прашање е дали си херој или она другото. А досега си беше она другото.